Добро вечер. Вечерва на топ тема го третираме настанот на денот, обвиненијата кои ги поднесе специјалното јавно обвинителство. Бројките веќе ги знаете. Са 18 предмети, 17 обвиненија, 94 лица и 7 правни субјекти. Специјалното јавно обвинителство побара 18 притвори и 47 мерки за предпазливост. Во следните 24 часа или малку продолжено со оглед на тоа што специјалната обвинителка најави дека темпото на предавање на списите ќе биде денес и утре за да се најдат во рамките на законски утврдениот рок 30 јуни, тоа значи дека за секој од предадените предмети течат 24 часа во кои кривичниот суд ќе треба да се изјасни. За оние за кои што постои обвинителен акт, ќе треба да се изјаснува кривичниот совет. За оние за кои што има обвинителен предлог, ја скокнуваат фазата на оценување и одат во судење. Но она што ќе биде важно за овој жесток викенд ќе биде одлуките на судиите на претходна постапка во однос на мерките на предпазливост и мерките притвор кои што ги бара специјалното јавно обвинителство. Секогаш зад формално изречените оценки постојат и други чудесни детали во кои можат да се кријат многу од замките, а досега во скромните 3 обвиненија на специјалното обвинителство ги видовме невозможните толкувања и варијанти кои може да ги направи копродукцијата ДПМНЕ Македонско судство. Какви ќе бидат искушенијата за новите 17 предмети? Што значи одлуката на СЈО да тргне во предпоследниот ден да ги достави сите обвиненија во рамките на рокот предвиден до 30 јуни, вечерва разговарам со моите гости. Доктор Беса Арифи, професор по кривично право, добро вечер. Добро вечер. Адвокат Сузана Јошевска Анастасовска, адвокат, и морам да додадам советник на специјалното обвинителство. На некој начин мораме да бидеме фер и да речам лично дека можеби повеќе тој аспект на човек кој во дел на некој од одлуките партиципирал, ќе бидете значени за оваа дебата вечерва и некои од нашите дилеми што треба да исчитаме од овие пораки. Добро вечер. Добро вечер. И поранешниот уставен судија Игор Спировски. Добро вечер и за вас, господин Спировски. Можеби да почнеме од вас за малку невообичаениот сега денешен распоред на специјалното јавно обвинителство. Најчесто имавме прилика дамите да ги гледаме во промоција, така би рекла, на тоа што го сработиле и што содржат обвинителните предмети. По прв пат целосна пресконференција води специјалната обвинителка и можам да речам дека без детали за обвиненијата одлучи да испрати пораки кои се важни околу судбината или днината на специјалното јавно обвинителство. Можеме ли да речеме дека правно се издржани констатациите кога обвинителката вели дека за нас ништо не значи, ниту 30 јуни, ниту 1 јули, ние продолжуваме да работиме со темпото како и досега? Да, и јас мислам дека начинот на презентација на денешната пресконференција на специјалното јавно обвинителство носи една порака која што е упатена кон иднината. И сака да стави до знаење дека таа е уверена дека има правни основи работата на специјалното јавно обвинителство да продолжи без проблеми. И јас исто така мислам дека работата на специјалното обвинителство од утре натаму може да продолжи без никакви правни проблеми, се до оној момент додека законот за специјалното јавно обвинителство е во сила, тоа е 5 години. Оваа несрекна одредба од членот 22, кој што го ограничи времето за поднесување на обвиненија, се премости, мислам и во дебатите, дури неоправдано се подценија некои предлози дека таа одредба може да се смени и со просто мнозинство. Морам да се осврнам на ова. Мислам дека, бар јас кога што се сеќавам само, господинот Фрчковски во почетокот ја пушти во оптек таа идеја. И мислам дека е таа исправна од гледиште на Уставот, затоа што со какво мнозинство одлучува собранието, се утврдува во Уставот. Само во Уставот. Не може законодавецот
сам, не може некој друг да му каже со какво мнозинство ќе одлучува. Не може законодавецот да донесе закон со кој што ќе утврди потребно мнозинство за некакво одлучување. Одредбата од 69 од Уставот е кристално јасна. Во таа ситуација, мислам дека сосема издржано ќе беше од старт дека Законот за јавното обвинителство според Уставот не се донесува со двотретинско мнозинство, затоа што не постои во Уставот и нема специјална норма, ниту па има можност преку аналогии, бидејќи овде не се работи за правна празнина, туку се работи за правна шуплина, која што не може да се премости со правилата на аналогијата. Независно од тоа, изгледа дека беше политичка оценка да се оди по таа друга линија, да се бараат алтернативи откако ќе истече рокот. И мислам дека таква алтернатива... Многу пати слушнавме, да речеме, дури и формулација дека законот беше гласан со 2/3. Законот можеше да биде изгласан и со сите 120 пратеници, затоа што неговата предисторија на ноќно договарање во еден политички клуб, во криза во која што се наоѓаше Македонија, не треба да биде префрлен на правен терен и толкуван дека законот беше гласан со 2/3. Законот беше гласан поради тоа што таа ноќ така се договорија во пржино. Тоа е израз на политичката волја, а не на дефинираното мнозинство кое треба да го добие. Така, вие можете да го донесете законот со 120 гласови, меѓутоа тој според Уставот да се донесува со просто мнозинство. Тоа што е де факто донесен со 120 не ја менува уставната норма за неговото потребното мнозинство за негово донесување. Така што јас мислам дека апсолутно немаше никаков проблем да се оди со промена на членот 22 со просто мнозинство. Уште еден детаљ од членот 1 од тој закон, таму е предвидено дека може да се продолжи времето на важење на овој закон за уште по една година со двотретинско мнозинство. Значи, изречно спротивно на ексклузивното право на уставотворецот да го утврди мнозинството со какво што одлучува собранието. Конечно, членот 6 од тој закон, во последната точка или алинеја, мислам дека е точка, содржи решение за оваа ситуација од утре натаму. Според таа одредба, јавниот обвинител на Република Македонија, другите јавни обвинители, негативно е ставена, не смеат да водат истраги и да подигаат обвиненија за предмети што се во надлежност на специјалното јавно обвинителство без негова, односно нејзина согласност. Според тоа, од утре, специјалната јавна обвинителка може да даде согласност предмети од нејзина надлежност, кои што се во фаза на предистрага или истрага, да одат кај јавниот обвинител и таа да се согласи тој да ги води. Со нов јавен обвинител, мислам дека таа солуција станува многу известна. Господи Арифи, овие детали досега никогаш не ги разговаравме, можеби тие не се разговараат во медиуми затоа што се прилично комплицирани за широка публика која ќе треба правен консултант да разбира што зборуваат, но ниту во експертските кругови. Најчесто сите тежнеевме кон брзи, кратки решенија што ќе осигураат дека ова што го има СЈО нема да остане во фиока. За ова што зборува господин Спировски, всушност досега членот редовно го читавме како да биде заштитено СЈО од поведението на другите непријателски, да речеме, обвинителства. Сосема исправно го користам зборот со оглед на тоа што досегашниот обвинител Зврлевски имаше јасен став дека е противуставна институција специјалното јавно обвинителство. Дали во таа смисла она за што зборува денеска Јанева дека тие ќе продолжат и со предиштражните постапки и со прегледувањето на материјалите, всушност е фаза во која сега специјалното јавно обвинителство ќе треба да создаде доволно материјал кон кој ќе можат да постапуваат другите обвинителства. Без дополнително да имаат воопшто потреба да се легитимираат себе си со поседот на материјали, односно бомби, каква што врска има специјалното обвинителство. Јас мислам дека специјалната јавна обвинителка Катица Јанева денеска се осврна токму на тоа дека тој рок навистина не значи многу кога е во прашање суштинската функција на едно јавно обвинителство, а тука спаѓа и суштинската функција на самото специјално јавно обвинителство, а тоа е да гони одредени кривични дела.
Сега, единствената разлика на специјалното јавно обвинителство со другите редовни јавни обвинителства е дека тоа е специјализирано да гони одредени кривични дела. Меѓутоа, суштината на таа институција е да гони одреден криминал. И тоа многу убаво е уредено во Законот за кривичната постапка на Република Македонија, и тоа во членот 18 во началото на легалитет. Значи, јавните обвинители во оваа држава, а претпоставувам и во сите други, се должни да покренат истраги и обвиненија кога имат докази дека се сторени кривични дела. И тука роковите навистина немаат никаква важност, бидејќи во кривичната постапка постојат два вида рокови. Тие што ги викаме, например, преклузивни рокови и рокови кои што се инструктивни. Преклузивен е рокот кој што, ако биде надминат, тогаш тоа има важност за кривичната постапка, бидејќи истата се прекинува. Инструктивниот е таков рок кој што е добро да се примени, меѓутоа, ако не се применува, нема некоја поголемо влијание врз самата кривична постапка како по себе. Значи, роковите кои што се дадени за тоа колку треба да потрае една истрага и во самиот закон за кривична постапка се инструктивни. И за цел има да се заштити лицето кое што е под истрага и после под обвинение, од тоа истрагата да не трае бесконечно и да не се злоупотребува од страна на јавниот обвинител. Законските измени, дефинирањето, дури кога зборуваме за претходното обвинителство, па и ставањето рокови, се последица на една пракса на хроничните болести во судството за некои претходни години во кои вие ќе го издржите поголемиот дел од казната во смисла на однапред одредена казна, дека притворот за вас ќе биде казна без никаква обврска за обвинителството на вистина да напредува. Тоа е целта, да не доаѓа до такви злоупотреби и да постои некаков надзор од висшиот јавен обвинител и од јавниот обвинител на Република Македонија кога се води една истрага од страна на еден понизок јавен обвинител. Меѓутоа, основната работа е начелото на легалитет, според кој должен е самиот јавен обвинител да покрене истрага секогаш кога има докази дека е сторено кривично дело. Јас мислам дека токму на тоа се оскануваше како и неговата обврска дека не може да затвори истрага ако сепак постои барем еден елемент или доказ кој упатува на заклучокот дека е сторено дело. Што да речеме, во каква позиција сега тој член од кривично, тие постапуваат и СЈО по истиот кривичен законник по кој што постапуваат и останатите обвинители. Во каква сега шизофрена ситуација е обвинител во СЈО, на кој законот му одредува рок, а одредбата во казнениот законник му вели дека се додека има барем еден доказ, тој не може да затвори обвинение. Така, значи многу е неправедна целата ситуација и затоа повеќе пати сме кажале дека навистина и тоа оди во спротивно со уставното начело, например, на темелната вредност на владење на правото, меѓутоа и на еднаквоста на граѓаните пред уставот и законите. Бидејќи едноставно, значи, ако се дава можност заради таков рок да престане некоја истрага која што е важна, тогаш настанува една арбитрерна ситуација каде што кривичните дела за кои што постојат докази дека се сторени не може да се гонат заради некаков рок кој што по својата природа е инструктивен, не е преклузивен. И тука, значи, настанува правна несигурност за граѓаните дека, значи, кривичните дела не се гонат до крај. И од друга страна, значи, другиот проблем е што, например, проблемот со тој член е што за лицата кои што се под истрага на специјалното јавно обвинителство важи друг рок од 18 месеци, кој што така како што е поставен личи повеќе на преклузивен отколку на инструктивен рок, а за другите лица, значи, кои што се гонат во јавното обвинителство, редовното, значи по друга е ситуацијата, што оди во значи тотално во спротивно со начелото на еднаквост на граѓаните пред уставот. Сме ги ослушале безмалку како скриена камера да имаме од пржино кога процесот е договаран. Некои од политичките актери соопштија дека одредбата е имено ставена поради проценката дека на масата немаше да се добие консензус ако не се постави овој ограничувачки рок. И се разбира, политичките настани кои потоа следуваа јасно покажуваа дека ДПМН има план како да го преживее рокот 18 месеци. Некаде пред големата гужва Јошевска, дали ќе имаме или не влада со невозможни толкувања и на шефот на државата и многу компликации, стана всушност јасно дека трката е имено за овој рок.
Денеска на пресконференцијата Никола Груевски тврди дека СЈО е канцеларија на СДСМ, пречекан со аплаузи од своите поддржувачи во партијата. Тврди дека ДПМН е нападната како никогаш досега, дека ова е политички, а не правен процес и дека СЈО за нив го загуби кредибилитетот. Во вакви околности на 20 предмети и ми се чини дека сите на некој начин се поврзани со ДПМН. Табла отпадна, тоа беше единствениот случај кој доаѓа, да речеме, со некаков етнички презнак. Сосема сега станува јасно зошто е на тој начин отпочната битката со специјалното јавно обвинителство. Да го завршиме овој круг на правниот третман на прашањата, во парламентот, меѓу другото, чека на изјаснување и законот за измените во законот за СЈО за членот 22. После вакво изјаснување на ДПМН, после волку барање мерки притвори, ви изгледали логично дека таа ситуација може да биде добиена? Па едното со другото најверојатно е поврзано, тие создаваат терен да можат да разговараат на тој начин после во собранието и покрај сите, претпоставувам, притисоци со кои што се соочуваат, дека мора ова да се изгласа. Поставуваат терен како би можеле да го одбегнат гласањето за измените на популарно кажаниот закон за СЈО, иако или како да го оправдаат својот глас против. Така, како да го оправдаат својот глас против, бидејќи е јасно дека никој или е известно дека во ВМРО нема да се гласа за да може да продолжи, како велат тие, канцеларијата на СДСМ да работи. И тоа е континуирано, само се повеќе се вжештува, како се вжештуваат обвиненијата, како се бараат притворите, така се вжештува таа реторика, значи тоа не е ништо ново, тоа од првиот ден. Тие фактички оставија можеби неколку месеци од основањето на СЈО или назначувањето на специјалната обвинителка Кати Цернева да видат како, што, каде ќе пливи, кога им стана јасно дека таму нема да имаат влијание кој што имале до тогаш. Нападите почнаа таму, се затворија институциите додека можеа останаа затворени за не соработуваа и така натаму. И едноставно општеството мора да се ослободи и пополека се ослободува, а политичката партија го тера истиот дискурс, бидејќи тоа е единствениот спас и за политичката партија и за функционерите таму. Во суштина, јас ми се допадна, ми се чини минатиот прес кога специјалната обвинителка кажа дека политичката партија е заложник на функционерите, не се, бидејќи тогаш беше пресуд за финансирањето на ВМРО-ДПМН. И можеби тоа ќе даде поттик сепак на членовите кои се вистински десничари, кои што се таму, да ова го сватат на тој начин. Значи дека се работи за конкретни кривични дела и за конкретни функционери, не се работи. Ете да го кажем разлики, вас ви се допаднало, мене имено не. Токму тој дел на пресконференцијата на СЈО, отивам впечаток дека многу повеќе луѓе од оние вистинските членови на ВМРО-ДПМН почнуваме да се грижиме за иднината на ВМРО-ДПМН, за дополнителните надворешни екстерни толкувања што е ВМРО-ДПМН со Никола Груевски, без Никола Груевски. Оставам дека во некаков процес кој што ќе следува, тие внатре најумно ќе знаат да изберат за себе позиција каква што сметаат. Да бидам јасна, мене ми се допадна дистинкцијата помеѓу индивидуализирање на кривична одговорност за конкретни функционери кои во моментот биле на некакви челни позиции во ВМРО-ДПМН со политичката партија која во основа е потребна на општеството. Во тој смисол кажувам дека треба да се дистанцира едно од друго, бидејќи тие да се претопија и меѓу себе и со државата, но ред е да почнеме од некаде да правиме дистинкција што е што. Значи ВМРО не е овие неколку луѓе или овие десетина луѓе и не е државата. И заради тоа ми се допадна во тој смисол. Теоретичарите велат дека да не се жалостиме, дека нема да останат политичките полови празни, не постојат празни места во политичкиот спектар и тие што умираат, брзо доаѓаат други кои ќе го зауземат нивното место. Претпоставам дека една моќна српска политичка демократска странка денеска е во проблем да помине изборен праг, 10 години владеела после режимот на Милошевиќ.
Сцената може да биде динамична и нивната одговорност е да се препознаваат себе си и да одржуваат простор на политичката сцена, а не дополнително да им го бараме, да? Меѓутоа, мислам дека треба да се осврнеме и на фактот што и политичката партија како ентитет е правно лице кој што е одговорно, значи според законите во Република Македонија, и како таква може да биде, значи, и да се во научните во научните кругови се повеќе се зборува за таа работа, бидејќи едноставно политичките партии во Република Македонија уште немаат практика да одговараат како правни лица. И во повеќето случаи се поставуваат како ентитети над правото, над уставот, кои што се недопирливи од страна на овие. Веќе така се мисли дека ако тие бидат, значи, нападнати со некоја кривична одговорност, тоа ќе значи некоја политичка улога ќе има и сето тоа. Меѓутоа, тоа не е така во светот. Значи, постојат случаи каде што политичките партии одговараат како правни лица, и тоа мислам дека треба да се воведе како пракса и тука, за да немаме вакви ситуации каде што веќе политичката партија не се става на обвинителна клупа идеологијата, туку поведението правно во име на идеологијата на регистриран правен субјект. Господин Спировски, кога ги видовме решенијата на почетокот, иако госпоѓа Јанева денеска вели дека нас не може да ни броите 18 месеци, реално денеска ви реферирам што сработивме за 10 месеци. Почнувам да одбивам. Нешто е поради одлуките на шефот на државата, разбирливата пауза за действување на СЈО, невозможните пречки додека да се воспостават некакви нормални коридори на соработка, но никако не можем да стигнеме ве кои се тие 10 месеци за кои Јанева вели дека ефективно треба да и се сметат. Кога сега некако го затвараме процесот до 30 јуни, 12 обвиненија, но она што е поважно не бројката, туку зашто се обвиненијата. Дали вие можете да дадете сега преодна оценка од идејата зошто ни требаше специјално јавно обвинителство до она до што во овој момент специјалното јавно обвинителство стигна? Да речеме, влезе Титаник, кој што е можеби еден од посериозните како порака за граѓаните, тоа е обвинение за тотална изборна криминализација, која веројатно е прапочетокот на се подоцна што ви го возможува нелегитимниот начин на доаѓање на власт. Да, и растурањето на институциите, она што денеска го имаме. Само една дигресија мала за ова беневолентна дистинкција помеѓу луѓето и партијата. Мислам дека таа дистинкција сега ја наметнуваат и меѓународната заедница и лидерот на власта, господин Одзаев. Мислам дека тоа не е без разлог, бидејќи реформите што треба да се направат зависат од некакво двотретинско мнозинство за некои прашања. Мислам дека волјата на Европската унија и на меѓународниот фактор е токму да се обидат да придобијат и опозицијата во таа игра голема на големата реформа. Прашање е сега дали ние можеме да веруваме во тоа или да не веруваме. Нели, можеби повеќето од нас не веруваат, особено што се многу тврди, категорични изјавите и со протек на време тие воопшто не се менуваат. Меѓутоа, јас за тоа ја разбирам таа волја, бидејќи да имате крупни реформи кои што во интерес на граѓаните треба да ги понесат сите кои што можат нешто да придонесат, и за прашања кои што цивилизацијски не смее да постои разликување. Ние не можеме да се разликуваме за тоа дали треба гангстерски организации или тежок криминал да се гони или не. Значи тоа не е прашање, тоа е трик прашање, такво нешто не постои. Секој што се занимава со политика во една држава должен е да ги поддржува тие вредности цивилизацијски на демократијата и на човекови права. И затоа може би ова некоја нова епизода што ја гледаме во ова наша страшна, да речем, послед ова 80 годишна последна историја, меѓутоа може и нема да ја прифатиме, може би нема да биде со такви ефекти, ама заслужува респект, јас тоа сакав да го кажам. А во поглед... Ја следам таа дебата, како се вели на маргините, продолжение на ова што досега го полемизиравме. Нали однадвор треба да му покажувате какво треба да му биде лицето на ВМРО ДПМН, или е поважна грижата за политиките на владата и парламентарното мнозинство кои можат да го отворат вистинскиот коридор кон кој ќе
може да контрибуира некаква нова ВМРО-ДПМНЕ. Значи, јас мислам дека ова што се случи, не само што не смее да се заборави, не смее да се прости, значи мора цврсто да се згази и да се исправат работите така како што треба, без компромис, со строго почитување на закон, процедури и така натаму. Знаете како вика Роналд Дворкин, и лошите момци имаат право на фер судење. Значи, тоа се темелни принципи кои што, без оглед на целите, какви се, тешко е, мора да се почитуваат. Колку тоа и да иритира. Ние гледаме што се случува, нели? Не доаѓаат не примаат покани, не доаѓаат, Врховниот суд направи еден страшен, како да речем, несватлив твист во интерпретацијата на Закон за кривична постапка, кога утврди дека кога одлуката за прв притвор ја донесува Советот, тогаш има жалба која што има суспензивно дејство, ама не и кога судија на така, за БЗЗ-то ќе разговараме и за можностите, иако во парламентот господин Изврлевски е веќе во понеделник, можностите кои што се обидуваше Врховниот суд да ги отвори како шанса, сега ќе видиме како ќе бидат. И кратко на вашето прашање, со оглед на сите околности, мислам дека овие обвиненија денеска што ги испораше вака во пакет, сепак се нешто што со оглед на сите околности заслужува респект и е значајно во почетокот на борбата за враќање на владење на право и другите вредности. Во однос на тоа колку не е преслушано, веројатно сега ќе рече да, малку е, има уште многу. Меѓутоа сепак и ова што е направено, мислам дека заслужува и респект и поддршка. Дали тие луѓе се одговорни, не се, тоа ќе кажат судовите. Кои судови тоа е? Господја Рифи, прашањето го постави во смисла на тоа дека нашата потреба е да добиеме одговор на неколку прашања. Што ни се случи? Кои се главните актери? Како стана оваа држава заробена? И дали имаме работа со злосторничко здружение? Дали по сите овие елементи ги добиваме одговорите? Според испратените предмети, обвинителството ни тврди низ таргет дека има теорија на случајот кој и како го направил масовното прислушкување. Титаник ни тврди, тука се најмногу притвори кои што се барат, Титаник ни тврди дека со криминализирани избори ВМРО-ДПМНЕ е дошол нелегитимно на власт. Тортура ни тврди дека осветата била безмилосна на политичкиот пазар, тоа е апсењето на Љубе Бошковски. И сега да не ги редам сите, ако ја ставиме во предвид целото нивно значење за содржината, дали го добиваме тој одговор или големата слика за која досега граѓаните сметаат дека реално се наоѓаше во полето на политички конфликт до изборите и дека сега ни е потребен правниот одговор на настаните. Апсолутно е така. И јас мислам дека е многу важно, например, Титаник е најголемиот предмет кој што го води СЈО сега и за кој што значи веќе се подигнати повеќе обвиненија и таму имаме неколку обвиненија за злосторничко здружување. Многу е важен тој аспект што се истакнува во целиот тој процес за да се утврди токму тоа, бидејќи начинот на кој што вие ќе утврдите дека навистина сте имале заробени институции во земјата и ни се случило тоа што ни се случи, е токму преку значи вистинскиот начин тоа да се утврди и да се како да кажам опише е токму според тој начинот на кој што функционира едно злосторничко здружување. И мислам дека таму најголемите одговори во тој предмет ќе се добијат нормално на суд во главна расправа кога тие предмети веќе таму ќе бидат процесуирани. Исто така и многу е важно што за таргет и тврдина веќе ќе постои значи обвинение, веќе едноставно тоа беше суштината на целата работа на специјалното јавно обвинителство и мислам дека ова е начинот на кој што ние ќе дојдеме до одговорите. Секако тоа не е
крајната цел. Има уште многу работи на кои што треба да даде одговор специјалното јавно обвинителство и уверена сум дека тоа ќе го направи во иднина, како што тоа го рекоа и во денешниот прес. Мислам дека, например, случаите кои што се многу важни, многу деликатни, како што е случајот Нешковски, Монструм, Сопот и така натаму. Мислам дека е од суштинско значење истите да продолжат да бидат гонети, и за да таа вистина до која што ќе доаѓаме да биде целосна. Без таа целосна вистина, навистина не може да сметаме дека ќе добиеме нов почеток на правна држава во оваа земја. Господи Јошевска, сега ќе направиме пауза за реклами, такво е нашето темпо со времето. А потоа со вас сакам веднаш са малку повеќе детали и замки кои што се кријат за овие безброј Т, за кој обвинителката вели дека сосема случајно, без никакво значење, така поснали, така ќе одат. Пауза за реклами. Господи Јошевска, портфолиото на СЈО пред јавноста во овој момент го прават 20 обвинителни акти, ќе видиме и предлози, ќе видиме допрева со одлуката на Кривичниот совет, што од овие последни 17 ќе биде вратено можеби на доработка, како ќе се изјаснува Кривичниот совет. И сега луѓето сакаат статистика. 10 месеци, 20 предмети, ако велам повторно, не знам како се дефинираат, зашто се 10 месеци, дека тоа е коректна продукција за една институција која беше под толку силен притисок од сите институции напросто да не може да ја заврши својата работа. Па коректна би рекла дека е подценување. Може би било добро новинарско истражување да видите во организиран криминал за 10 месеци што сработало. Па така ќе се направи некоја можда, и тоа збориме за обвинителство кое ги има сите институции под своја и од прилика нема такви обструкции кои што ги доживуваше овие 10 месеци, иако последниве месеци мораме да напоменеме дека има соодветна соработка. А 10 месеци ги да објаснам зошто се 10 или зошто специјалната обвинителка вели 10. Тоа е всушност од моментот кога тие добија финално го добија просторот каде што ги имаа сите услови да почнат и да слушаат и да работат како што треба, бидејќи не знам колку вие знаете и колку јавноста знае под какви услови работеат до почетокот на септември 2016 година, кога привремената зграда им беше дадена таму кај студентскиот Кузман, па како го поминуваа летото без клими и така натаму, иако релативизаторите може да кажат и вака и онака дека можеле сепак да работат, се е тоа во ред, но всушност во полна пареа, откако беа завршени сите, односно беа исполнети сите услови за да може едно обвинителство да функционира, на страна тоа што мора да се екипира и со кадар, и со техника, и со се, всушност во фул функционира од септември навака и заради тоа се тие 10 месеци да се каже дека во тие 10 месеци е ова сработено, претходно имало разноразни проблеми. Коментарот што го барам од вас е повеќе поврзан со нас својство на адвокат кој што ги знае танталовите маки и игрите кои никој од нас однапред, читајќи ги дури точните членови во законот, не можеме да заклучиме што всушност стои зад тоа. Едни тврдат дека обвинителството одлучи сите предмети ги даде во еден ден, од причина што во судот постојат 4 судии на претходна постапка, само во организиран криминал, а некои можеби ќе одат и кај другите судии, и дека со тоа ја намалува можноста за дискреционите права на председателот на судот да ги остави на дежурство или да ги одредува оние суди во кои е сосема сигурен дека нема да изречат мерка притвор. Кога сте под притисок за 24 часа, од притвор се бара во 6 предмети, но во добар дел од останатите се бараат и мерки на предпазливост, што за судија е скоро еднаков третман, мора да има увид во списите. Дали ви изгледа ова дека тоа беше тактиката на специјалното јавно обвинителство? Јас мислам дека во специјалното јавно обвинителство немаше никакви комбинаторики околу тоа кој ќе биде во кривичен совет, кој ќе биде судија, бидејќи тоа е надвор од нивно влијание. Нивната работа е да го сработат и да го сработат најдобро што можат
И се не може ако им биле готови обвиненијата недела 2-3 претходно решиле од да речем функционална природа да се спакуваат во една Ние сме лаици, една тура од предметите одат денеска, другата оди утре. Тоа се купиште предмети, не знам дали ги видовте кутиите, колку Така, имаат 24 часа рок судиите да се изјаснат по барањето на специјалното јавно обвинителство за одредување на мерките за предпазливост и притвор. Сега ве прашувам, од една ситуација на која што сведочевме кога динамиката на доставување предмети имаше некаква временска разлика, па ние видовме таа, јас се велам, копродукција или колаборација ДПМН судство. Имавме ситуација во која судијата на претходна постапка решаваше дека ќе го покани тој што се ја обара да му биде изречена мерката, но сега дали имаат олеснителни околности судиите на претходна постапка, бидејќи тоа што го видовме во слика реално е невозможно да го одлучите во рок од 24 часа. Па и реално е невозможно и треба тука да му се даде малце на судот простор, бидејќи сепак добива крупни предмети со многу докази во реално краток временски период. И тука мислам дека никој нема да му ги брои сатите. 24 сати е рок кој што е определен во законот, но нема тоа да биде пречка, плюс треба да бидат информирани сите осомничени, треба да им бидат доставени обвинителните акти, имаат и право на приговор, имаат и други права да бараат рочиште и така натаму. И сето тоа е подкрепено со определени рокови во Закон за кривична постапка. И мислам дека до крајниот исход воопшто не е важно дали ќе помине 1 ден или 2 дена. Важно е да се спроведе една законита и праведна постапка, значи и за едната и за другата страна. Но возможно е преку викендот да биде жежок, нели? Спремни се. Секако по дефиниција ќе биде жежок. Може да биде само пролонгиран во жешка недела, но дека ќе биде жежок викендот. И ќе мора да видиме како судот ќе се постави по однос, затоа што гледате вие како доаѓа 15 на предмети, 16 на кажувате колку има притвори, секако ќе се распределат на различни кривични совети и може да дојде до интересни конфронтации помеѓу некои од одлуките. Ние стигнавме до ситуација кога јавноста дури ја упатувавме во детали кои се членови на овој кривичен совет, кои се без малку тоа веќе станува јасна шема дека каде ќе биде одлуката. На овој пат ваква продукција ги комплицира востановените шеми како се распределува досега и како се носе одлуките. Госпоѓо Арифи, има уште еден елемент, сега велиме за некои ќе бидат жешки 24 часа. Освен ми се чини за Бајца, и тоа досега не го коментиравме, тоа значи дека господинот што денеска држеше пресконференција, лидерот на ВМРО ДПМН, во овој момент го штити статусот на пратеник, односно има имунитет, и од листата уште имунитет имаат Канчевска Милевска и Илија Димовски. Тоа е групата за која веројатно сега не можеме баш се сосеме да собереме кој е делото и како се однесуваме кон одредбите за одземање на имунитетот во зависност на висината на запретената казна на обвинетите. Да, првин да разјасниме, значи имунитетот на пратеникот не го спречува него да биде гонет за кривично дело. Тоа имунитет, значи тој не може да биде гонет за тоа што го искажува во говорницата на собранието, меѓутоа за кривично дело тој може да биде гонет. Меѓутоа во однос на мерката притвор, имунитетот има своја, значи како да кажам, своји последици. И треба да биде, има постапка низ која треба да се оди, меѓутоа ако да се изразам во ваши зборови, нема да бидат многу долго заштитени ако постои сепак, значи, решение за притвор, бидејќи како што реков, сите пратеници може да бидат гонети за кривични дела и во однос на тоа имунитетот не ги штити од кривично гонење. Едноставно само треба да се добие одобрение од собранието за да се спроведува мерката притвор, што исто така е една постапка која што кратко трае. Значи се известува
претседателот на собранието, претседателот кој известува комисијата за деловнички прашања, која што во рок од 2 дена после одлучува во однос на тоа барање и после во истото за конечната одлука се донесува во собрание со просто мнозинство. Значи не постои никаква пречка тоа да се случи. И ако постои мерка притвор, истата може да биде спроведена, можеби не за 24 часа, меѓутоа за помалку од една недела мислам дека може тоа да се заврши. Така што не постои заштита за дела за кои што специјалното јавно обвинителство покренува обвинение, па без разлика значи која е функцијата на лицата кои што се осомничени, а после обвинети за тие дела, не постои имунитет кој што нив ги штити. Сега прегледувам одново и може би малку нешто погрешно читам и ставам резерва. Дали Илија Димовски воопшто се наоѓа на списокот на обвинетите, ми се чини сепак не, и тогаш кога зборуваме за одлуки во однос на имунитетот се Никола Груевски и Елизабета Канчевска-Милевска. Немаме сега ситуација да дефинираме јасна пракса. Љубе Бушковски без одлука на парламентот, само со одлука на комисијата му беше одземен имунитетот, иако тоа не е сега, ми се чини, клучното тежиште на расправата околу што ќе се случува овој викенд, но дали е за вас важно да се декларира таа приврзаност на правилата и процедурите без произволни толкувања кои што досега им се испонагледавме, а буквално да немаат крај. Ние сме во една континуирана вонстандардна постапка, ти велат состојбата налагаше, овој пат тоа да го направиме така. Барем ние правниците никогаш не сме сметале дека формата и процедурата се некаква беззначајна работа. Напротив, мислам дека легитимноста на актите доаѓа од легитимна процедура. И овде јас само можам да се надевам дека собранието нема овој пат, ако се случи такво нешто да се бара симнување на имунитет, да одлучува преку комисија како што одлучуваше за имунитетот на Љубе Бошковски, туку собранието, како што укажа колешката Арифи, ќе се спроведе процедурата и собранието со потребен број на гласови ќе го симне имунитетот, ако така смета. Ако не смета, нема да го симне и некои луѓе ќе бидат притворени. Би било тоа чудна недела во која парламентот ќе треба да биде посветен. Понеделник е закажана седницата за разрешувањето на Марко Зврлевски. Може би ќе дојдат во ситуација во зависност од тоа како ќе одлучи судијата на претходна постапка да се позанимаваат и со овие прашања, но кога зборуваме за политички декларирана волја за одредени решенија, ми се чини дека кога зборува за итните реформски приоритети, а веќе од следната недела доаѓа прибег, кога зборувавме за итните реформски приоритети, барем од тоа што го слушнавме од вице-премиерот за евроинтеграции, во тој пакет прв 3, всушност се наоѓаат и решенијата за специјалното јавно обвинителство. Разбирливо е зашто тие се воздржани, треба да го бараат решението, но која е линијата? Како вас ви изгледа, кон што најбезболно, а при тоа држејќи се до формата или правната рамка, можеме да стигнеме до решение? Мислите по однос на рокот за обвиненијата да стигнеме до решение? Мојот став е дека треба преку Уставниот суд да се оди, иако колку знам има 3 начини. Собранието за мене не е начин заради тоа што сметам, како што и претходно кажав, после вакви изјави дека на маса е таа опција ќе биде потрошена. Ќе биде потрошена, да, таа е на маса за да се троши ВМРО. За политичка легитимација. Но нема тука опција. И сметам дека Уставниот суд има елегантна можност преку иницијативата која е веќе кај него, иако е покрената за оценка на уставноста на целиот закон, тој нема пречка да утврди дека само еден член од законот е противуставен. Па јас тоа го викам, дури може да изгледа малце како за космичка универзална правда, да по таа иницијатива баш се обезбеди на СЈО да продолжи да работи, бидејќи иницијативата беше поднесена од адвокат, беше од Охрид.
Така што има Уставниот суд можност, бидејќи има и аргументи зошто претходно Беса убаво ги објасни. Значи, зошто мора да се продолжи со работа, а да не зборувам дека постои јавен интерес, да сите материјали се ислушаат и да се што е поврзано со овие материјали се истражи. И се тука само сакам да напоменам, бидејќи колку и пати да кажуваме, можеби е секогаш убаво уште еднашка да се каже, дека СЈО имаат мандат нели да ги истражуваат и тоа никаде не им е забрането. Работата што ќе биде со тоа што го истражиле. И тука треба да се направи една проценка од страна, бидејќи во СЈО знаат, и јас би рекла дека знам, дека СЈО најдобро ќе ги сработи и обвиненијата. Бидејќи ако ги работите истрагите, добро ќе ги застапувате обвиненијата понатаму. Но треба да се заземе став дали СЈО ќе продолжи овие да ги работи во форма на обвинение или да се покренат или кидат кроз каналите на редовното обвинителство или некоја си друга форма. Но кога ја имаме веќе како институција која добива и добар рейтинг и добри пофалби од меѓународна заедница, веќе видиме и прибе со околу тоа што ќе кажем, но верувам дека се во врска со, пазите, во СЈО ние имаме прв пат истражни центри, што како законско решение беа воведени со измените во Законот за кривична постапка, но во обвинителството одбиваа да ги воведат. И не ги искористија алатките да имаат истражни центри за да можат сериозни истраги да водат, туку МВР им ги води уште истрагите, а СЈО се претвори во една ОЈО се претвори во една администрација на МВР. А овдека ја ги имате под ваше. Е сега, кога има веќе институција која ги искористила ресурсите од буџетот и покажала резултати, бидејќи по мене се импозантни резултатите, вие велите некако доволни. За мене, јас сметам дека се импозантни. Оваа бројка, не збориме само за бројка на обвиненија. Добро, јас само следам воздржаноста дури на специјалната јавна обвинителка, кои како се вели, не зборува за себе со суперлативи, претпоставувам дека точно знаат колку може уште да сработат, доколку не беа овие темни коридори низ кои што беа шетени во овие изминати 10 месеци. Само во таа смисла велам дека. Можеби не зборува во суперлативи, бидејќи не личи сам за себе да зборуваш и за својата институција во суперлативи, но со тоа што ги пофали обвинителите и ги кажа целата бројка, значи 90 и неколку луѓе се опфатени. Сериозни кривични дела се, не се било какви. Значи сето тоа кажува дека институцијата е така како работела и да напоменам дека кога зборуваше за посветеноста на тимот, кажа повеќе беа тука него дома и така натаму. Значи не е дека таму не се работело, ниту пак дека можело повеќе, ако малце повеќе не знам дали или повеќе останали и така натаму. Не сме во таа дилема, просто само велам дека сигурно само тие внатре најдобро знаат што се може да се претпостави како добра индиција за водење постапки, а напросто беа ставени во еден правен лавиринт да се сноѓат и дека можеби во таа смисла тие самите чувствуваат дека ако не беа овие јас сакам друго да ви кажам. Јас сакам да ви кажам дека тоа е една енергија која е различна од онаа во која што сме навикнале во обвинителството и од страна на обвинителите, и тоа треба да се искористи, бидејќи тие кои работеле на овие проблеми, на овие предмети, треба да продолжат да ги работат обвиненијата. Дали ќе ги работат како тим во рамките на обвинителството или ќе се задржи СЈО како адхок друга институција, одвоена институција, не е тоа важно. Но овие обвинители, енергијата и знаењето што го покажа и посветеноста треба да се искористат. Господин Спировски, сите овие години ние сме во некакви судски реформи. Секој што ќе дојде нов мисли дека сега конечно ќе тргнеме во целосна реформа на судството. Луѓето имаат впечаток дека се фрлаат големи зборови на почетокот, а потоа се прават измени кои и кога не се козметички, кога се коректно напишани, во пракса всушност не покажуваат резултат. Дали искуствата низ кои помина специјалното јавно обвинителство, која тангираше интереси на Врховниот суд, каде што ги видовме можните темни петна во Кривичниот суд, каде што видовме поставеноста на постоечкото обвинителство, се да речеме добар тлоцрт за правник кој што вели, знаете што, сега кога ќе дизајнираме во оваа приказна, ќе мораат, веројатно ветуваат дека ќе мора да се постават во позиција да прават сериозен редизајн, не само евалуација на
судиите, голготата на СЈО ќе биде добра поидовна точка што сакаат да креираат? Во секој случај, СЈО без оглед што не е уставна институција, што е со еден посебен закон, или во посебни околности се донесуваат посебни решенија, и овде е така. Во Албанија имаше поинаква траекторија, да речем, прво одитова со амандмани, па го направија, да речем, СЈО како траен, релативно траен. Сега гледам Венецијанската комисија бара тоа да биде скратено за таа реевалуација на судиите. Сепак, ветингот сепак да не биде тоа институција која што ќе стане паралелна со другите, туку да си ја обави својата функција во еден разумен, ама сепак темпорален контекст. СЈО, јас ги слушнав идеите да прерасне во една трајна институција. Лично немам проблем со тоа, меѓутоа мене ми е поважно тоа што мислам дека и вие го кажавте, што стилот на работењето на СЈО ја кажува проекцијата за тоа како треба да се однесуваат институциите. Ние после толку години на отворена сцена видовме признанија за тоа дека СЈО, замислете, еден орган така адхок направен, ни ја враќа вербата во владењето на правото. Тоа не е мала работа. Сега, не сум сигурен дека можеме да направиме премногу институционални промени, например во организацијата на судството. Тоа е хиерархијата, апелациони судови, врховен суд, така натаму. Судскиот совет, како што знаеме, беше влезна некоја европска идеја од италијанскиот модел пред се и така натаму, која што би требало да гарантира независност на судството. Американците, знам, многу добро разговарав со нив во тоа време, беа против идејата да се извлече изборот на судиите од парламентот, затоа што ќе го изгубат јавниот дискурс, ќе изгубат јавната контрола и никој нема да може да го повика парламентот, као што гледаме, никого не можеме да повикаме за она што го прави судскиот совет. Он е заштитен како мечка. Има проблем во разбирањето, јас дури запишав од Прибе. Ни одржа многу убави лекции во тој извештај со неговата група и вели непочитување на професионалната етика. Тие работи кај нас не вредат долго време. Чи морално кредибилитет, однос кон професијата и така. Ништо не вреди. Он таму не учи дека постои право на независно судство. Ние знаеме дека има член 6. Дека има фер судење. Ама никогаш не го прифаќаме тоа како право на независно и непристрасно судство. Може на луѓето да им изгледа дека тоа е сега смислување не знам какви модели за да се разделиме од ова на што сведочиме со години во што се претвори македонското судство. Се повеќе мислам дека кога сега ќе дојде Прибе да ги исцрта итните чекори, да речеме, првата опасност во однос на ова што треба да биде процесуирано и веќе влезено во кривичниот суд, колку и да мисле да неверојатно на луѓето, ќе биде сигурноста дека АКМИС системот навистина е АКМИС систем, а не дека пишува некаде на таблата дека е, ама председателот на судот ги користи сите дискрециони права да ги подели кај пријателските судии. Барем во тоа несомнено ќе треба да бидеме сигурни дека принципот на неарбитрарност, да немањето пристап до изборот на тоа кој ќе суди предмети, дури ни се една ваква адлат која платила Европската Унија, за која сме биле сигурни дека релаксира дел од работите, навистина ќе биде на дел. Тоа е абецеда во демократските земји. А не е всушност природен судија. А не е всушност реформа. Треба да бидете сигурни дека некој не го лаже компјутерот, не го лаже софтверот. Ете, ние сме сега во таква ситуација. Ви благодарам што го споменавте албанскиот модел. Деновиве се шегуваме дека ако не се вразумат македонските судии, би требало да им преведеме комплетно ништо помина албанската политика да донесе одлука за интервенциите во Уставот и тие мора да одат со консензус, за да ги овозможат телата кои ќе ја спроведат евалуацијата. И кога правиме хумор, велиме дека многумина од македонските судии би требало да знаат дека ако работите не се поправат,
тој тип на мерки како во Албанија, да речеме, од морален интегритет, вели дека доколку судијата има еден телефонски разговор со представник на организиран криминал, тој повеќе не може да биде судија. Преведено во македонски услови, секој да ги прегледаат листинзите и секој што разговарал со групата од организираниот криминал по-ново, би требало да смета дека, од тефтерчето, би требало да смета дека таа позиција ќе ја загуби, но тоа се претераните наши шпекулативни толкувања. Ви изгледа ли дека сега со вакво мешање на работите, политиката ќе добие шанса да го избере најдобриот модел, бидејќи во итните приоритети ова е најголемиот предизвик? Јас мислам дека треба да се искористи ова време за да се направат вистинските реформи, а најпрвин да се искористи можноста тие закони кои што ги имаме да почнат да се спроведуваат, бидејќи како што и сами напоменавте, на пример, тоа системот такмис ние со години го имаме. Меѓутоа како тоа функционира, тоа е друго прашање. Значи, првиот чекор мислам дека треба да биде значи вадење на тие канџите од судството за да може тоа самостојно значи да функционира. Меѓутоа, од друга страна, јас мислам дека многу е важно исто така во однос на специјалното јавно обвинителство да се најде решение кое што веќе ова обвинителство ќе го гледа како вредност на ова општество. Сето тоа што поминавме, значи ние сите како општество научивме многу, а мислам дека најважната работа беше основањето на ова јавно обвинителство, кое што прерасна во институција, во единствената засега јавна институција во која што има највисока, значи доверба, граѓаните имаат највисока доверба. И јас денеска слушајќи го пресот на СЈО, приметив дека во една од речениците на специјалната јавна обвинителка, таа изрази надеж дека еден ден ова институција ќе прерасне во специјализирана институција која што ќе го гони високата корупција. Мислам дека е од суштинско значење тоа да се направи, да постои токму ова институција да прерасне веќе не во некоја ад хок композиција, туку во вистинска институција и за тоа сигурно треба да се промени самиот тој закон за специјално обвинителство, секако дека тоа веќе нема да биде нешто со одреден мандат и да се вгради во самиот систем, меѓутоа треба да се задржи автономијата на оваа институција како најголем нејзин асет, вредност, значи и на тоа да се работи, а не сега... Ние досега во континуитет во јавните истражувања не сме имале ситуација во која една институција, најчесто луѓето имаат резерви кон се што е систем, ке речете од утре основиваме антикорупцијска комисија, најчесто велат добро, ајде да видиме, можеби ќе успее и за релативно кратко време им станува јасно дека тешкото успева. Ова е единствената институција која во целиот период откако основана држи висок процент на тоа е бидејќи доверба, докажа дека може тоа да го работи. А за промени во општеството веројатно е важна перцепцијата на граѓаните кои се уморни од обиди и грешки редовно досега. Што се за вас, госпоѓо Јошевска, евентуалните опасности сега, да речеме на краток рок, ако ги споредиме искуствата кои што ги имаме? Има шпекулации дека партијата знаеше се што ќе следува и дека некои луѓе се извлечени надвор. Дали мислите дека за Сејат Кочан се уште немаме конечна одлука? Дали сметате дека некои пораки сепак во судот конечно се разбрани дека е невозможно на овој начин како што функционираа досега? Имаме веројатно преседан за во учебници. Некој да не вие воопшто во земјата, а вие да сметате дека не треба да добие притвор. Тие неколку одлуки беа не само преседан, туку скандал и се што сме учеле на правен факултет ни го растурија и за младиве генерации направија многу голема штета. Така што треба да си понесат и тоа не е само одговорност професионална, туку треба и поинаква одговорност таму да се гледа, бидејќи тоа е чиста злоупотреба.
ве слушам за албанскиот пример и сега си размислувам по однос на пречките со кои што може да се соочи СЈО во судот, а доколку ги имаме во предвид досегашните поведенија. Но не ни требаат сега за сега во моментот посебни тела таму, бидејќи ние имаме инструменти со кои можат судиите и да се изземат од предмети и да се бара нивно изземање и така натаму, бидејќи сега не сум сосема сигурна, 100 пати се менуваше распоредот према потребите во судот, но не можеме да се доведеме во ситуација да судија која е слушана во разговорите, вие велите во Албанија се гледале како ние тука слушнавме дека судија зборува со началникот и сега таа иста судија да одлучува за определување мерка притвор за истиот тој човек. Што ако компјутерот ја изфрли тоа? Значи не смееме да се доведеме до таква ситуација. Тогаш треба да се користат институтите кои ги имаме. Не ни требаат специјални тела за тоа. Тоа сакав да го кажам. Значи не може еден друг судија кој што има роднински врски и така натаму да постапува на исто таков предмет, бидејќи тука треба јавноста да биде информирана кој е тој судија кој што постапува или е член на советот, значи не сме да биде ни член на советот, и да се направи еден притисок дека тој судија не сме во тие постапки да постапува. Коментар беше повеќе дека во албански услови некако сепак постои граница што е предворието организиран криминал, што е да речеме политичкото поле, а дека ние овдека сега се соочуваме со ситуација кога ќе треба да предефинираме што е всушност злосторничко здружение или организиран криминал. Група организиран криминал за каква што во албанскиот случај можете да ја загубите судската столица доколку сте имале контакти со представник на организираниот криминал. Мислам дека се подготвува и тука тоа, се дали ќе оди од формален аспект на тој начин да се види, да се проверува имотот на судиите, да се видат врските и така натаму, значи формално да се констатира дали има врски или ќе се навлегува малце суштински во тоа да се провери како е можно за еден ист адвокат, еден ист судија стално да биде додаден или како е можно за во медиумскиот дел куќиве да од прашањата поврзани со медиуми да идат кај една иста судика, а во тоа деление има 2-30 и така натаму, значи тоа веднаш укажува на определена поврзаност и нема причина тоа да не се смета за определена злоупотреба, односно несовесно работење во службата. Овде ќе направиме уште една пауза за реклами. Господине Спировски, Врховниот суд застана некаде после јавната седница на која вели избра експерт, ги ослуша неговите мислења и остана таа одлука, се повеќе впечатокот дека и Врховниот суд почна да тактизира или веќе председател знае дека го нема мнозинството за одлука каква што посакуваше на почетокот во однос на третманот или судбината на снимките како докази во постапката. Што мислите, дека тоа е последното оружје или последната битка на колаборационистите во судот околу можноста ова да трае подолго или да биде обезвреднето од овој важен сегмент? Иако предпоставувам дека според тоа што го зборуваше обвинителката, обвиненијата се потпредни со сериозни други материјални докази, а не само снимките како такви. Добро, ако се потпредни обвинените и на други, освен на снимките, јас мислам дека во стартот се направи голема грешка од фелата, кога некако избрзано се излезе со оценка дека снимките се индици, а не се докази. Мислам дека тоа беше... Судиката која донесе таквата одлука заминува во пензија, ама духот останува во судот. Добро, има се уште прилика тоа да се измени, него да се вратам и на Врховен суд. Јас би сакам да се надевам дека овој застој во таа општа седница која што го решава ова прашање е заради тоа што почнало да превладува мислењето дека снимените разговори, снимките се докази, а каква е нивната вредност, дали тие ќе утврдат нешто, ќе бидат отфрлени, ќе бидат клучни, заедно со други ќе бидат, тоа е друго прашање. Многу е важно затоа што ние треба да се надоврземе тука на онаа пракса на судот во Страсбур
веќе стана тој познат Шенк против Швајцарија, Кан против Велика Британија, GP and MP против Велика Британија за прислушувањата, во кои што не се конвертираат незаконито прибавени докази, особено овие три случаи што ги кажувам од Страсбург, сите се однесуваат на незаконито прислушување. Ако тие во постапката се утврди дека се веродостојни, со интегритет, дека укажуваат точно на нешто, и плюс ако има други некакви докази кои што можат да ги подкрепат, тие докази не можат да се отфрлат. Видете, ние имаме со самиот закон за СЈО, незаконитите снимени разговори, според самиот наслов на законот, имаат статус на релевантен доказ во правниот поредок на Република Македонија. Целиот закон се заснова на постоењето на незаконитите снимања. Второ, за ниеден досега бар не чув, дури председателот на Врховниот суд овде се изјасни, дека секој кој што смета дека со тоа преслушување му е повредено правото на приватност, има право од судовите да бара надомест, ама тој надомест мора да го бара врз основа на постоење на доказот дека е незаконито сниман. Според тоа, незаконито снимените разговори се прифатени и во тој контекст. И јас не гледам навистина од каде може да се извлече заклучок, како што го изведуваат досега судиите на претходна постапка, дека автоматски прислушуваниот разговор, кој што освен тоа не е направен за да се обезбеди доказ против некој кој што е предмет на гонење и на истрага, туку е произлезен некако дојден во јавноста, да го конвертира автоматски и напросто да го поништи како... Тоа е формалистичко гледање на законот и чиста мрзливост. Ништо друго. Тоа имам членче и по ова ќе го тргнам, а сега у позадина не зборам што се работи. Но сакам да кажам, многу е полесно тоа да го напишеш, отколку да земеш да образложуваш пресудите од Европски суд за човекови права и зошто и како. Што иначе судиката од нашата судика во Страсбург Мирјана Лазаровска-Трајковска на седницата на Врховен суд 30 и неколку одлуки им донела во која што им 30 и неколку одлуки на Европскиот суд за човекови права во која што ова што го велите вие е утврдено. Судот е секогаш на ставот дека не може врз основа на незаконски снимен материјал да се заснова одлука, само врз основа на тоа. Но кога тоа ќе биде дел од една целосна доказна купност, во градењето на теоријата на случајот, не може да го одземете. Во Кан против Британија само на еден. И судот рекол, да, он е единствен доказ, се фатил човекот во мрежа на разговор и признал дека... Она што сакам да прашам госпоѓа Ариф има малку подруго значење, јошевски адвокат, господин Спировски судија, па тие сакаат да читат така јасни ситуации. Но госпоѓа Рифи, ние не сме го разгледувале елементот, зборувајќи за ова значење на снимките во постапката, за нивното значење во еден друг контекст. Тие мора да бидат составен дел на предметите, затоа што го имаат социолошкото значење за нас, кога ќе седнеме да објаснуваме што ни се случи. Зошто станавме заробена држава? Како може еден човек на СМС, значи буквално да не беа телефонските снимки доказите, ние не ќе бевме свесни дека државата се управуваше на 12 по полноќ со СМС пораки за одлуки кои чинат милиони. Тоа не можете да го видите во материјални докази, но е многу важно социолошко сведоштво кога велиме да не ни се повтори. Така, значи тоа не е само важно заради тоа, токму тука лежи суштината на тој јавен интерес за кој што се зборува. Кога се зборува за јавен интерес, не е само такви важни одлуки кои што мора да бидат значи основани и во незаконски значи создадени материјали, меѓутоа кога се зборува за таков јавен интерес, многу други потривијални работи може да бидат достапни до публиката, например животот на селебритис или на луѓе други кои што се така јавни личности и нивните приватни работи може да бидат значи дел од такви снимки и да бидат достапни до публиката кога се работи за суштински нешта од јавен интерес. Меѓутоа, тоа не е само социолошки проблем, туку е првенствено правен проблем кој што се коси со повеќе не само законски решенја, туку
и со одлуки на нашите судови пред да се стаса до одлуките на Европскиот суд за човекови права. Така, на пример, значи членот 12 на Законот за кривична поставка, акцентот на незаконитоста на доказите го остава во нивното прибавување, нема нивното создавање. И врз основа на тоа, значи тие докази до кои што дојде специјалното јавно обвинителство, истите ги прибавил на законски начин. И тоа е суштината, затоа тоа не може во ниту еден основ да биде прогласен како незаконски доказ и слободно може да биде предмет, значи да биде подкрепа на секој предмет кој што го работи СИОН. Не е тоа индиција, туку значи најсуштински доказен материјал. Ова што го кажувам, тоа е дел и од одлуките на нашите судови, каде што во апелациониот суд, во случајот Шпион, на пример, имаме токму тоа е истакнато незаконитоста. Јасната таа разлика помеѓу како сте го добиле и како е создаден. Создавањето и во прибавувањето на доказите, а освен тоа, значи има, како што рековме, значи низа случаи во Европскиот суд за човекови права, каде што тоа е практика таквите докази да бидат не индици, туку вистински докази во кривичната постапка. Така што таму Врховниот суд навистина нема ништо друго да направи кога значи имате и закон, значи законот за кривична постапка каде што јасно се прави таа разлика, имате и судска пракса домашна и тоа во апелационен суд, имате значи убав исказ и на судиката која што поранешната судика во Европскиот суд за човекови права, и имате низа значи случаи пред Европскиот суд за човекови права, така што нема ни еден начин да се донесе некаква друга одлука освен таа. Хрватскиот закон инаку, само да се надоврзам, хрватскиот закон го има од збор до збор истиот член како нашиот, дека не може да се користат како доказ кои што се прибавени спротивни на закон, нели? И после има ставено став 2, што ние го немаме, каде што вика освен, парафразирам се, освен доколку јавниот интерес не превагнува. Кај нас го нема тоа. Па дури кај прибавените докази тие кажува дека може да се користат. И хрватскиот закон тоа го решил. Но го решил заради праксата на судот во Страсбург. Бидејќи тие мора да ја следат. Сега кај нас може не е законски решено, но бидејќи ние мораме да ја следиме праксата, е исто како да е законски решено. Госпоѓо Јошевска, ке има време во овој период, претпоставувам сега први вести ќе бидат пред вратите на кривичниот суд, но ќе има детали кои ќе треба да се исчитаат и можеби да се толкуваат. Да речеме, мерката притвор, специјалното јавно обвинителство за Никола Груевски, Милена Киевски, Гордана Јанкуловска, Мартин Протугер и Кирил Божиновски ја бара за Титаник. Тоа е првиот предмет кој што ни го презентираше обвинителката Фетај, каде што ги обвинуваат за целосна изборна криминализација на изборниот процес. Кога ги знаеме основите поради кои барате притвор, да не побегне, да не влијае на сведоците и да не го повтори делото, во ситуација можеби е најнеобично дека овде ми се чини дека опасноста да го повторат делото доколку не бидат во притвор можеме да ја видиме за 3 месеци на следните избори, ако можеме никому сега во овој момент првото што им паѓа на памет е опасноста од бегство. Јавно обвинителска одлука беше по кои предмети, бидејќи се повторуваат обвинетите на повеќе обвиненија, по кои не е целисходно е во сите да барате, особено во сите предмети можеби нема основи за да се бара притвор. Така што јавно обвинителска одлука беше каде и за кои лица ќе се бара притвор. И всушност, нели, првиот предмет кој носи баш единица како бројка, и заради важноста, и заради ова вие што го кажавте, беше нужно да таму се побараат овие мерки. И кога веќе зборувам од аспект на целисходност и од аспект на и доколку тоа од страна на судот се уважи, бидејќи сега на судот е да увиди дали тука има основи или нема за притвор. Кога тоа лице веќе ќе ви биде во притвор, нема логика никаква во другиве обвиненија, бидејќи тоа е веќе обезбедено. Притворот не е казна, туку е алатка за да се обезбеди присуство на обвинет, бидејќи тоа лице веќе е обезбедено, во другиве нема да има никаква ни потреба, а претпоставуваме одлука каде што највише може да добиете
таква мерка, бидејќи ви е потребна не само за еден предмет, него и за повеќе. Можеме ли да речеме дека случајот со Темелко на некој начин сега рефлектира една предпазливост на специјалното јавно обвинителство? Таму беше дилемата околу тоа дали неговото приведување согласно прописите или не? Не, таму имаше само 24 часовно задржување, го направија малце поголемо да биде отколку што е. И нема ништо незаконито. Тука мислам дека и крајна има конечна одлука од страна на Врховниот суд дека тоа лишување од слобода не било противзаконито, а сепак се работи за државјанин кој со две државјанства, кој мораше да биде во моментот спроведен во Скопје за да дојде на рочиште и нема тука ништо спорно во тоа притворање, него дејќи беше буквално прво и во прв налеце одеше со сите оружја против СЈ, но имаме таму конечна одлука, така да нема такво тактизирање. Овдека ќе си оди најнормално, ќе се бараат најнормално притворите, претпоставам судот пак покани ќе им дава, па ќе видиме како ќе се однесуваат и така натаму. Госпоđо Арифи, последната фаза на играта околу промената на адвокатот, прво ги застапуваше еден, а сега не стигнавме всушност и да сватиме, бидејќи не баш сите беа во последната фаза на увид на списите на специјалното јавно обвинителство. Последните кои што успеавме да ги видиме за некои од предметите кои не беа веројатно затворени, Мјалков и Јанакиевски, мислам, имаат други адвокати. Колку е сега тоа полето во постапката понатаму да комплицира околу ова? Па, разумно е да се барат и други адвокати, сепак има над 90 лица кои што ќе бидат под обвинение. 94. Да, и едноставно невозможно е. Не, дали сега ви станува јасно дека веројатно ВМРО-ДПМН откако тргна предистражните постапки и истрагата беше свесен во која димензија ќе се соочува или ќе треба да води своја битка со специјалното обвинителство и затоа одбера процесот да го држи преку еден адвокат, за сега во финалето на приказната да може условно да добива на време и нешто на процедури. Сега може да се очекува тоа и тоа се гледа значи на самиот начин на кој што се тера и досегашните предмети. Значи пред само еден ден имавме рочиште за тоа во центар, нели, за тој случај, каде што сега предметот не можеше да се најде и не знам што, навистина, значи може да се очекува дека ќе има сега од страна на одбраната некои други можности, меѓутоа мислам дека таму во некој случај дури адвокатот се јавува и како сведок, па затоа значи не може да брани така. Во Талир, мислам дека е. Да. И едноставно, но и да не биде само тоа, значи едноставно е невозможно, значи еден адвокат сите тие одбрани да ги направи, претпоставувам, значи не е реално. Јас би рекла дека не се работеше за невозможност, они преку еден адвокат ги држаа сите конци. Сега е тотално стратешки потек тоа на одбраната, во внесување на други адвокати и се комплицира малце работата. Гледате, тоа се права на одбраната и нема тука ништо спорно. Јас од позиција на бранител би ви рекла, се додека е во рамките на закон, тоа е тоа. Имаме, господин Спировски, уште 2-3 минути, само и сосема за крај. Ни го чепнавме, говоривме за членот 22 и иницијативата во собрание за измени и не го чепнавме законот за заштита на сведоци, за кој што обвинителката за волја на вистината од почетокот го бараше како нужна алатка да биде сосема сигурна дека добар дел од постапките може да ги осигура низ тој инструмент. Денеска соопшти, ми се чини на пресконференцијата, дека вклучително и за предметот кој што е во судница имаат, како се вели, потреба од заштитен сведок. Јас не сум го видел. Мислите ли дека е важен? Па важен е, видите, законот за заштита. Важен во услови или во средина во која скоро тешко можете било што да заштитите. Видите, и тој предлог за изменување на законот за заштита на сведоци е резултат на истата причина поради која е формирано специјалното јавно обвинителство, затоа што ова што тука стои како редовна институција, тешко ги остварува задачите што му се дадени со закон. Вие знаете дека има совет за заштитени сведоци, кој што едноставно, поради неговиот состав, специјалното јавно обвинителство не го оценува, не го наидува на проблем во остварувањето на својата позиција како огласен тужител. Барањето е многу логично. Сега парламентот е на потез да види дали тоа ќе
ќе го удоволи. Имаше некакви реакции на тоа дека се бара всушност промена на системот на одлучување за заштитен сведок, меѓутоа како што реков, специјалните ситуации налагаат специјални решенија. Тоа не е ни прв пат, ни последен пат така да се случува, иако сакаме да биде секогаш последен, меѓутоа ако таа има добри, јаки аргументи, односно кој го предлага таму законот пред парламентот, мислам дека ако парламентот го усвои тој предлог, нема да има голем проблем. Нека одат после пред Уставниот суд, па Уставниот суд нека види дали тоа проширување, односно давање на овластување на специјалното јавно обвинителство само да ги одредува своите заштитени сведоци е уставно или не. Прашањето на уставноста секогаш е многу трики, многу е тенко. Јас ја слушнав и колешката ги слушнав идеите за да се оди пред Уставен суд за членот 22. Зависи од која страна ќе му придете, од нешто што слушнав како некаква еднаква положба помеѓу обвинителствата и така натаму, тоа не поминува. Едноставно треба да се знае дека нешто не поминува таму. Специјален закон во специјални околности во крајна линија може да утврди и специјални решенија. И самиот закон вели она што овде не е предвидено, ќе се применат одредбите од закон за обвинителство и така натаму. Јас не би бил преголем, како да речам, оптимист во тоа дека може да се најде вистинско образложение за тој член 22, колку што сум убеден дека еден креативен и прогресивен Уставен суд не би требало да поведе постапка за законот за специјално обвинителство, значи да не го укине, без оглед што има формални некакви проблеми тука, недостатоци во Уставот, нема директни овластувања, ама има едно важно директно овластување, а тоа е темелната вредност на владење на правото и поделба на власта. Ако Уставниот суд сака да ја штити таа темелна вредност и ако го гледа законот за специјално обвинителство низ таа призма, мислам дека може лесно да каже дека тој закон всушност служи за остварување на таа темелна вредност и ако го укине, ќе направи уште една грешка, како што направи тогаш со помилувањето, значи ќе го кутне уште еднаш Уставот. Јас се надевам дека нема да дојде до такви. Имавте нешто за реакција на нашето време веќе за законов за заштита на сведоци да кажам, евентуално како појаснување за јавноста, дека сведоци може да се појават и во текот на постапката, не дека сведоците кои што се предложени со обвиненијата и тука завршуваме. Единствено мора да се утврди и мора обвинителството да докаже дека не можело претходно да ги прибави. А не можело да ги прибави зашто немало закон. Така што во текот на целата постапка може и доколку се усвои сега во подоцнежна фаза законот, може да се јавуваат лица кои сега ќе се чувствуваат охрабрени дека може да пристапат на специјалното јавно обвинителство со соодветна заштита за да помогнат во Законот е во собраниска процедура со оглед на тоа што му требаат 61, мисля че дека нема дилема дека ќе биде донесен. Ви благодарам. 61? Да, за законот за заштита на сведоци е 61. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Велиме веројатно ќе има нови детали важни од судот околу постапките. Почитувани, ви благодарам што не следевте вечерва на Топ тема. Утре сте со колегите Боби Христов и Сања Васич.